Ја слушате програмата Низ Светото Писмо. Драги пријатели, денешната епизода ќе ја почнеме со проучување на 10-та глава од книгата Втора Самуилова. Ако имате Библија при рака, отворете ја и читајте ја заедно со мене, бидејќи така подобро ќе го запомните текстот и тоа што е запишано во него. Досега читавме за победите во животот на Давид, а одсега за неговите проблеми и порази. Тој веќе стана еден од најголемите цареви во областа која ние денес ја нарекуваме Блискиот Исток. Во оваа глава гледаме како Давид ги порази и амонците и арамејците, но, според моето мислење, неговиот мотив не беше најдобар. Сега, кога Давид се искачи на толку висока позиција и беше навистина успешен, тој почна да им дозволува на собствените чувства да го водат. Во оваа глава читаме дека започна војна се со цел да се одмазди за навредата нанесена врз неговите гласници, кои ги испрати кај Анон, амонскиот цар. Ќе ги прочитаме првите 3 стихови од 10-та глава. По извесно време умре амонскиот цар и наместо него стана цар синот негов Анон. И Давид рече: ќе покажам милост кон Анон, Нахасовиот син, за добрината што ми ја направи неговиот татко. Па ги испрати Давид слугите своји да го утешат Анон поради татко му, и Давидовите слуги отидоа во земјата на Амониевите синови. Но амонските кнезови му рекоа на господарот свој Анон: зар мислиш дека Давид од почит кон татко ти испратил кај тебе утешители? Да не ги испратил Давид слугите своји кај тебе, за да го прегледаат градот и да видат во него се и се што, па да го разурнат. Амонските кнезови воопшто не му веруваа на Давид. Тие мислеа дека тој испратил шпиуни кои имаат за цел да ја видат земјата, за да можат подоцна да ја освојат. Иако тоа не беше вистина, сепак амонскиот цар им поверува. Стих 4. И Анон ги фати Давидовите слуги и на секого од нив му ја избричи половината од брадата и им ги подсече алиштата на половина до крстот и ги пушти. Давид можеше да го премолчи ова понижувачко дело и да не започне војна со амонците, но одлучи да не ја остави работата така. Стихови 6 и 7. Видоа амонците дека станаа намразени кај Давид, па испратија амонците луѓе да најмат арамејци од Бет Рехов и арамејци од Сова, 20.000 пешаци, од царот Мааха 1000 души и од Ов 12.000 души. Кога Давид слушна за тоа, го испрати Јоав со сета храбра војска. Не знаеме што значи тоа дека амонците беа намразени кај Давид, но очигледно на некој начин им дал до знаење дека нема да толерира такво однесување. Така, тие собраа платеници со арамејско потекло за да војуваат против Давид, а Давид го испрати својот војсководец Јоав против војската на амонците. Стихови 18 и 19. Арамејците избегаа од израелците, а Давид уништи 700 арамејски бојни коли и уби 40.000 коњаници, удри по војсководецот Совак и тој таму умре. Кога сите починети цареви на Адраазар видоа дека израелците ги разбија, склучија со израелците мир и им се покорија, и арамејците веќе се плашеа да им помагаат на амонците. Преку оваа војна Давид повторно им покажа на околните народи дека треба сериозно да го сватат него и царството Израел. Сега доаѓаме до глава 11, во која е запишан најпознатиот грев на царот Давид. Досега неколку пати кажав дека тој беше човек со искрена вера во Господ и човек кој во неколку наврати направи големи и доблесни дела. Но, во оваа глава гледаме дека царот падна многу ниско, како духовно, така и морално. И се разбира, Бог поради својата светост и праведност ќе направи Давид да се соочи со последиците од својот грев. Но, ајде да видиме за што станува збор. Стих 1.
По една година, во времето кога царевите излегуваа во војна, Давид го испрати Јоав и слугите своји со него и сите израелци, и тие ги нападнаа амонците и ја опколија Рава, а Давид остана во Ерусалим. И тука има нешто што сметам дека е многу интересно да се забележи. Настаните опишани во оваа глава се случија во она време од годината кога царевите обично излегуваа во војна. Со други зборови, во тоа време постоеше отворена сезона за меѓусебно војување, исто како што денес има отворена сезона за лов на птици и животни. Во одреден период од годината смеете да пукате во нив, а во друг не смеете. Но и во помодерната историја важеа слични правила. Војната која САД ја водеа во Виетнам на моменти го губеше интензитетот поради силните дождови. За време на Втората светска војна, студот играше голема улога во динамиката на самата војна, барем во некои области. И еве, токму во тоа време, кога се војуваше, Давид го испрати Јоав да се бори против амонците. Но, текстот вели, а Давид остана во Ерусалим. Ова воопшто не личеше на него. Се прашувате ли зошто постапи така? Јас имам само една предпоставка. Сметам дека Давид, откако си ја изгради својата палата, ја свати убавината на комфорот. Тоа место беше сосема поинакво од пештерата Одолам. Ако ја споредите пештерата Одолам, каде што Давид ја помина својата младост, со оваа раскошна палата што му ја изгради царот на Тир, ќе забележите огромна разлика. Во палатата Давид имаше луксус и удобност, а тоа е истата замка во која паднале многу мажи па и жени низ историјата. Всушност, би рекол дека просперитетот и сите удобности кои ги уживаме денес во одредена смисла ни станаа еден вид на проклетство. Давид остана во Ерусалим. Тоа беше неговата прва грешка. Тој требаше да биде на бојното поле заедно со своите луѓе. Обично Давид секогаш одеше напред пред својата војска, но овој пат реши да си остане во Ерусалим. Се најде на погрешно место во вистинско или поточно во погрешно време. А сега ќе го прочитам и вториот стих. Еднаш приквечер, откако стана од своето легло, Давид се шеташе по покривот на својот царски дом и од покривот виде една жена која се капеше, а жената беше многу убава. Давид шеташе по покривот од палатата. Во тоа време покривот беше местото каде што луѓето излегуваа попладне. Тие тогаш немаа предни тремови, ниту пак некакви дворови зад куќите. Дури и денес, ако го погледнете стариот град во Ерусалим, ќе видите дека куќите се многу збиени, па рамниот покрив служеше како место каде што се собираше семејството. Така што сосем природно беше Давид да се најде токму таму. Но тој очигледно беше малку нервозен. Изворниот збор во текстот ни вели дека тој се шеташе по покривот и одеше напред-назад. Предпоставувам дека му се вртеа многу грижи низ главата. Неговите луѓе беа таму далеку на бојното поле, па веројатно и совеста малку го гризеше. И така, погледнувајќи наоколу, ја виде оваа жена како се капе на покривот од нејзиниот дом. Не сум сигурен дали во тоа време било нормално жените да се капат на покривите од нивните домови, но забележете како Давид реагираше. Стих 3. Давид испрати да дознаат која е таа жена. Му рекоа, тоа е Вицавеја, Елијамова ќерка, жена на хитиецот Урија. Урија беше хитиец, што значи дека беше придојден и не беше човек со израелско потекло. Стих 4. Давид испрати слуги да ја земат и таа дојде кај него и тој спиеше со неа. А кога таа се исчисти од својата нечистотија, се врати во домот свој. Откако ја виде оваа жена како се капе на покривот, Давид можеше да си влезе во палатата и да продолжи со животот како ништо да не се случило, но тој одлучи да спие со неа и со тоа направи сериозен грев, бидејќи легна во кревет со жена која не е негова.
Може би мислеше дека никој нема да дознае за тоа, но забележете што вели следниот стих. Жената остана бремена и испрати гласници да му јават на Давид и да кажат: бремена сум. Сега проблемот на Давид се повеќе се продлабочува. Последиците од неговиот грев почнуваат да го демнат. Што ќе направи? Дали ќе се покае и ќе го признае гревот? Стихови 6 до 8. Тогаш Давид испрати гласници да му кажат на Јоав: испрати го кај мене хитиецот Урија. И Јоав го испрати Урија кај Давид. Урија дојде кај него и Давид го распраша за положбата на Јоав, за положбата на народот и за текот на војната. Давид му рече на Урија: оди во домот свој и измий се ги нозете. Урија излезе од царскиот дом и по него однесоа и царско јадење. Со други зборови, Урија беше еден од војниците кои се бореа за Израел, односно во името на царот Давид, а додека тој беше на бојното поле, Давид спиеше со неговата сопруга. Стих 9. Но Урија преспа пред вратата на царскиот дом, заедно со сите слуги на господарот свој, и не отиде во својот дом. Овој стих е добар показател за лојалноста на Урија. Тој не сакаше да оди во својот дом и да се види со својата сопруга, бидејќи знаеше дека е време на војна и не сакаше да ужива во привилегии кои другите војници ги немаат. Патем, оваа негова постапка е еден вид на индиректен укор за Давид, кој седеше дома во својата палата, а неговите војници ги ризикуваа животите на бојното поле за него. Стихови 10 до 13. Му соопштија на Давид и рекоа: Урија не отиде во домот свој. Давид му рече на Урија: еве си дошол од пат, зошто не си отишол во домот свој? Урија му одговори на Давид: ковчегот Божи, Израел и Јуда се под шаторите, а господарот мој Јоав и слугите на господарот мој престојуваат во полето, а јас да влезам во куќата своја да јадам, да пијам и да лежам со жената своја. Се колнам во животот на твојата душа, тоа нема да го направам. Тогаш Давид му рече на Урија: остани тука и денес, а утре ќе те отпуштам. И Урија остана тој ден во Ерусалим до изутрината. И Давид го покани, а Урија јадеше пред него и пиеше, и Давид го опи. Но вечерта Урија отиде да спие на леглото свое со слугите на својот господар, а во домот свој не отиде. Видете колку ниско падна Давид. Му даде на Урија алкохол, го опи, мислејќи дека така ќе може да го натера да оди дома, да спие со својата сопруга и да не се дознае дека таа е бремена од него. Но, дури и кога беше пијан, Урија не си отиде дома. Дали Давид конечно ќе се откаже од своите валкани игри? За жал, не. Стихови 14 и 15. Изутрината Давид напиша писмо до Јоав и го испрати по Урија. Во писмото напиша вака: поставете го Урија таму, каде што ќе има најсилна војска, и отстапете од него за да биде погоден. Со други зборови, Давид направи план за Урија да биде убиен на бојното поле. Како што можете да забележите, Давид се повеќе пропаѓаше и духовно и морално. Стихови 16 и 17. Затоа кога Јоав го обседнуваше градот, го постави Урија на такво место за кое знаеше дека таму има храбри мажи. Излегоа од градот мажи, се судрија со Јоав и неколкумина од народот од Давидовите слуги паднаа. Убиен беше исто така и хитиецот Урија. Стихови 26 и 27. Уриевата жена чу дека незиниот маж умре, па плачеше по мажот свој. Кога измина времето за жалење, Давид испрати луѓе и ја зеде во домот свој, и таа му стана жена и му роди син. Но делото што го изврши Давид беше зло пред очите на Господ. Дали сето ова што Давид го направи му беше угодно на Бог? Се разбира дека не. Главата завршува со зборовите: но делото што го изврши Давид беше зло пред очите на Господ. А кога човекот прави грев,
тој мора да се соочи со последиците од своето однесување. Токму затоа, од овој момент почнаа да се јавуваат сериозни проблеми во домот на Давид. Бог му даде на царот слободна волја и тој одлучи да направи грев, но Бог не го ослободи од последиците на неговиот грев. Бог и нам ни дал слободна волја, но мора да знаеме дека што сееме, тоа и ќе жнееме. Може би Давид помисли дека со убиството на Урија ќе се извлече од проблемот во кој самиот влезе, но реалноста е дека со тоа уште подлабоко навлезе во неволја. Може би мислеше дека никој нема да дознае за злото што го стори, ама за иронијата да биде навистина интересна, милиони луѓе низ историјата дознаа за неговиот грев преку читањето на Светото Писмо. Тука ќе го завршиме денешното проучување. До следниот пат, Бог нека ве благослови. Слушнавте епизода од програмата Низ Светото Писмо. Можете да не слушате и преку мобилна апликација на нашиот YouTube канал и на подкаст платформите како што се Apple и Spotify. Ако ви се допаѓаат нашите епизоди, споделете ги и препорачајте ги на вашите пријатели. Бидете слободни да ни оставите свој коментар или да ни пишете на нашата имейл адреса nizsvetotopисmo@gmail.com. Следете ги нашите страни Низ Светото Писмо на Facebook и Instagram. Епизодите од оваа серија можете да ги најдете и на нашата веб страна ttb.twr.org.